Денеска, како што најавив, ќе има неколку информации, но прво, веднаш по најавата, ќе ви го представам она што изминатава недела практично почна да функционира во Малта. Многумина од вас сигурно го добија она писмо од владата за оној чек кој што може да го подигнете во вредност од 150 евра. Како тоа да го направите? Тоа рековме дека ќе го објасниме накратко во денешната епизода. А покрај тоа има уште неколку информации. Нормално, меѓу информациите кои што би требало да го привлечат сечие внимание, не само во Малта, и она спортската, дека Хамрун постигне еден историски успех и успеа да влезе во квалификацијата пред групите во конференциската лига на УЕФА. Тоа е историски успех за малтешкиот фудбал, бидејќи знаете, малтешкиот фудбал беше на рангот на Фарски острови, на Лихтенштајн, на Луксембург, но во изминативе години со правилното менаџирање и максималното вложување во клупскиот фудбал, нормално е дека ова ќе резултира со ваков успех, како што и се случува. Во последново коло имаа дури 3 клуба, за разлика од преку 15 земји во Европа со многу поголема фудбалска традиција, кој што едва има 1 и 2. А еден, тој е Хамрун, ќе игра и во следната кола. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday 8 p.m. New podcast. Let's get started. Пополека излегуваат и официјалните бројки од пописот последниот што го реализиравме во Малта за тоа колку жители, кое место има, од кои професии, каде има најмногу вработени, кои се странците најмногу што фигурираат на островот. Сите тие бројки досега ви ги покажав, а она интересна бројка што денеска сакам да ви ја презентирам, а излезе токму сега, е бројката кои градчиња и места ги имаат кои се најнаселени, а кои се најмалку населени. Меѓу најмалку населените места во Малта се на петото место Джарб со 1549 жители, Фонтана со 1042 житела, Сан Лоренц со 772 житела, Джаси со 518 житела и најмалце населеното место е Мдина, некогашниот главен град на Малта, во кој што има само 193 жители. За Мдина ви имам кажувано зашто, како функционира тој град, градот на тишината. И ако доаѓате во Малта, морате да го посетите задолжително овој град. А кои се најмногу населените места? На петото место е Орми со 18.099 жители, Слиема е на четвртото место, 19.655 жители, Моста е трета со 23.482 жители, Биркиркара од првото место падна на второ место со последниот попис со 25.807 жители и прво најнаселено место во Малта, значи на островот, според последниот попис е токму ова,
Сент Пол Бей, каде што се наоѓам сега, со 32.000 жители. Тоа е статистиката. А сега, она што ви го најавив, како да го подигнете чекот од 150 евра што ви го нуди владата. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Сега, сите што добија писмо во кое што бевте информирани дека владата ви дава можност да подигнете чек од 150 евра, значи не е тоа случајно и не го добиваат сите. Тоа е само за оние кои што се вработени во Малта и не ги достигнуваат примањата, не ги надминуваат над 20.000 евра годишно, ќе имаат можност да ги земат овие 150 евра. Со тоа што за тој чек ќе мора да се аплицира. Како? Аплицирањето е отворено веднаш со стигнувањето на писмото, но за тоа мора да аплицира вашиот работодавец. Значи, вашиот работодавец ве пријавува таа апликација што е отворена дека вие сте биле вработени кои што работеле после 18 часот, значи после 6 часот попладне, на смени, без разлика, сте работеле во време на викенди и сте работеле за време на празници, а не сте надминале годишно 20.000 евра, значи сето тоа е вклучено во овој сектор кој што владата ќе го почасти, ајде ќе кажам, со 150 евра. Но, многу е важно да бидете вработени кои што стартувале со работата и завршен пробниот период од 6 месеци, заклучно со јуни 2021 година. Тоа подразбира. А ако сте биле запослени во август или септември 2021 година, нема да може да аплицирате за овој чек. Што значи, предпоставуваме дека сите оние што ги добија писмата се веќе влезени во списокот кој што работодавците би требало да ги пријават за сотек на време да може да се подигне овој чек. Мислам дека сега е веќе појасно. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de tot, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Последниве неколку дена сите зборуваат за она
истражување кое што покажа кои се најгневните, најнервозните луѓе, односно каде живеат најнервозните луѓе во Европа. И нормално Македонија беше на првото место, воопшто не ме изненади. Исто така и не ме изненади што веднаш зад Македонија е Малта. Не само поради тоа не е истражување во кое што влегуваат странците и оние кои што не се регистрирани тука како жители, туку напротив влегуваат најголем дел малтежаните кои што исто така важат за многу нервозни ликови. Во меѓувреме, како дополнување на оваа анкета, бидејќи и во Малта привлече големо внимание истото тоа истражување, се отвори анкета по неколку медиуми сите да се пријават и да видат отприлика како изгледа од што најмногу се нервираат малтежаните. Ќе ви кажам првите 3 позиции, анкетата е се уште отворена, може и да гласате. Во моментов на снимање на нашава епизода беа пријавени околу 2000 испитаници, од тие 2000 испитаници пишуваше дека на третото место најмногу нервоза и малтежани се нервозни од градежните работи кои што се случуваат на островот. На второто место најмногу ги нервира и ги прави нервозни за да бидат гневни на се околу себе возачката култура, значи возењето низ Малта. И третото, најмногу ги нервира, тука во овие анкети влегуваат дури и другите жители и странците кои што живеат на островот, а не се влезени во ова истражување, најмногу ги нервира тоа што сметаат дека сета таа гнев и нервоза е поради недоволното образование и општа култура која што ја имаат жителите на островот. Сега, како ќе заврши оваа анкета, не знам, но разликата меѓу првото место и останатите сите дадени одговори беше преголема, така да нема да ме изненади ако остане така и до крај. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Ридли Скот пред некое време го заврши снимањето на својот нов, веќе најавуван, уште не излезен блокбастер и сигурно ќе биде тоа еден од најгледаните филмови следната година, Наполеон со Джоакин Феникс, кој што беше тука во Малта, а веќе најави Том Круз снимање Mission Impossible, најновиот дел ќе се снима токму во Малта. И нормално дека атракцијата е голема, бидејќи ова е прв филм на Том Круз кој како глумец ќе се појави на некој сет во Малта. Досега еднаш дојде, мислам дека беше тоа пред COVID, кога се појави Том Круз во Малта, но како продуцент. Овој пат е и како продуцент, но и како главна улога во филмот. Ќе биде интересно, ќе видиме и ние на сетот и ќе ви прикажам сигурно, ако имам можности што повеќе нормално, да ви покажам и дел од тоа, бидејќи нормално. Кога е нешто прво, кога е нешто пионерско, кога прв пат се појавува некој лик и атрактивноста е многу поголема. А сега во следните минути што беше ин и што беше аут во изминативе 7 дена. Да, ова е тоа. За разлика од таму некаде кај што живеевме многу поодамна, кај што се веќе исчезнува во однос на ова што го прочитавте пред некоја секунда. А токму овој дрес, ова е дресот на екипата која што во моментов е на првата позиција и единствена со сите можни победи во летната лига на аматерскиот фудбал во Малта. Мислам дека ќе влезат во полуфинале, финале и на крајот ќе го освојат купот, бидејќи покажа најдобар фудбал и во моментов повторно ги владеат сите индивидуални позиции, како голгетер, голман и така натаму. Македонија, ајде вака да се изразам жаргонски, растура во Малта
и по завршувањето на летната аматерска лига, мислам дека време е да одиме и на скалило погоре. Ке ви откриеме една тајна. Пред известно време разговарав со дечките и јас лично ги прашав, викам, добро, зашто не размислувате да направите и голем фудбал? Да направите екипа која што ќе игра во малтешкиот фудбал, ќе почне во Челендж лигата, па ќе дојде во Премиер лигата и така натаму, ќе се развива практично. Ми рекоа дека е тоа голем залак, но идејата им е влезена во умот, значи дека може за некоја година, ако има се повеќе и повеќе македонци добри фудбалери кои што доаѓаат на островот, да се реализира и тој план. Од аматери да станеме професионалци и да станеме еден ден можеби и шампиони на островот. Кој знае? Ви посакувам среќа, дечки, ако ја гледате и оваа епизода, или кога и да ја гледате, а во вторник имаме нов натпревар. И така мислам да се стигне до финале и до овој трофеј. Втор шампиони во аматерската летна фудбалска лига ФК Македонија. Бидете ми во добро здравје, уживајте ги овие летни денови, уште малку останува во летото. Се гледаме следниот петок. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get